Јас и сакаше животот да се уништам самата. Тоа сам го кажала и 100 пати ќе го кажам. Јас сум и на психијатрите кажувала, 5 души ме снимаа у Велес, тетко ќе го забравиш. Не, ја додека сам живо, тоа нема да го забравам од мозокот, мене тоа од главата нема да ми се сврли никад. И не сум, ја ви сега што седам и се тресам и се возбудувам целата. И се замислувам како е било, како сум издржувала. Сега ми се мозокот развива и не можам, фактички не можам да се смирам. Дома кој ќе отида. Оваа жена е жртва на својот насилен сопруг. Нејзиниот пекол траел 35 години. Затворена во една соба, во еден двор. Оставена на милост и немилост на сопругот алкохоличар. Немаше живот, ја 35 години, уште од првниот ден ме почна да ме мотетира. И на секој збор вреđање, брукање, тепање, влечење, бе тоа неверојатно, неверојатно. А јас се сам му попуштала. Се е било да биде ајде да биде добро, да не срамеме деца, да не за женење, да ишколуваме, да не. Излезот некогаш го гледала во самоубиство. И ја реагираше да се трувам или да се одбесам од тие двете, самата смрт да се створам. Али он утрето ден ми се закани со секира. На предвор, пред вратата ми стави секира и вика сега ќе те уништам, ќе те утепам тебе направо, па после вика кој маш нека дојде, која полиција нека дојде со мене да се расправа. Таа ќе ги носи лузните од тортурата, психички и физички, до крајот на својот живот. На психијатрија, на 5 психијатри доаѓаат да ме питува, вика мора да го свршиш, не можам. Ја не можам ноќе по цела ноќ да спијам, очо било како било и тоа вика ќе го свршиш, не можам. Тоа ми у мозокот више мене, у паметот унесено. И по цела ноќ некој пат не можам да заспијам додека не се напијам апчиња. Морам да се напијам апчиња, па да заспијам. Ами и некој пат и апчињата не му спиват. По разводот, таа се има сретнато со насилникот на улица во градот. На почетокот заканите продолжиле, а сега, како странци, се разминуваат. Нејзиното семејство се распаднало поради сопругот. Двете ќерки, кои исто така биле на мета на таткото и сопруг насилник, на почетокот барале од неа да трпи и да молчи. На крајот, тие први го напуштиле домот. Едната заминала за Скопје да учи во средно училиште, а другата се омажила, но потоа се развела. Со деца сум спала, вее врне дува, он се затвори стеране надвор на тараса, а он унатре телевизор пушти и децата ми вее дува, ја на тараса ги чувам од врата отвора, викат на џамо отвори бе, он се прави не чуе. Затвори стеране надвор, затвори портата у старата куќа и не пушти унатре да улеземе со децата. Па сум ги крила у кочина, па сум крила у друга стара куќа. Он дојде, гурне врата, ја со шо не сам подпирала. Гурне и улезе. И деца се тресат. Какви тоа, каков живот ќе бил? А сум ги закривала. А шо ви права? И децата ми бегаа на тоа. Од него не бегаа, од мене, шо не се пога, шо ме малтетира и децата ми така на се отидоа. Денеска тие речи си да не контактираат со својата мајка, чија што единствена надежа дека некогаш ќе се појават во трошната соба, да ја прашат како е. Многу ми е тешко да оставиш куќа 35 години, да дојдеш по станови и децата да не ти донедат. Тешко ми се слушате и тоа ретко. По 3 години минати во шелтер центар, добива соба која ја плаќа Центарот за социјални работи. Но далеку и од пристоен живот и од крајот на проблемите и маките. Се храни во дневната кујна, каде некогаш помага, од каде добива еден топол оброк. Со 1400 денари социјална помош не може да си ги приушти ни најосновните потреби, ниту да ги купи неопходните лекови. По 2000 дарки станово плаќам, струја 1000 дарка ни пуштат од таму. Колку потрошиш, толку ја го плаќам, они ги пуштат после по социјалното. Колку ви е помошта што ви ја дава социјално? 4500 на 3 месеца. 1500 месечно? Да, ама ја 2000 плаќам за киријата. И плюс што ни дават пасе од онова што 1000 дарка, тоа е еднакратна помош. И 1400 од социјалното. Исто. Тоа е за струја, тоа е за ноа. И еве што работам кај тука што и помагам на дечињата, дојдем понеделник на службеничките и чистам. Ми пуштат преко ноа за да имам и за лекови да ми се најдат за се нешто. Едноставно за хигиена. И за хигиена, за лекови, за се. Не стасува, што да правам? Ще ја да му надувам за да ми стаса.
Тоа е тоа. И сите лекови не можам да ги земам. Земам ги насред неа, земам ги едните, па после други месец, па другите ги земам. Аз сум со шекер, со притисок, со срце, со се сум оболена. Топло ли е дома? Еве ти викам, не уклучувам ретко кога е неефтина струја од 10 саато вечер и денеска од 2 пола саат уклучам и исклучам. На панелка се греам. Да штедам, да имам, да направам једење. Ово ни го дават једењето со веле и една толку е пола лепче, толку на једење, толку. И било што е манџичка, нешто, благодарни сме и на тоа сме благодарни. Не посакува никој да го мине пеколот низ кој таа минала. Ги охрабрува жртвите да соберат храброст и да го направат клучниот чекор, да си заминат и да пријават. Секој си знае проблемите и сами у себе ќе се реше што може да каже. А не препорачувам како мене да бидат и они. Како ја што сум издржала 35 години. Да не чекат. Да не чекат, нека си решават самите проблеми, нека гледат дали е добро, дали не е. А како мене, ја што сум била 35 години, на никого не препорачувам. На никого. Бидете живи и здрави, тоа да не ви се случи, ни на најврл душман да не му се случи, како ја што сам имала проблеми. Ова е една од жртвите на семено насилство во Македонија, која се охрабри да зборува нормално со скриен идентитет пред нашата камера. Верувајте дека, иако преку многу невладини организации се обидовме да допреме до овие жени, речи си сите не одбија, не сакајќи да зборуваат пред нашата камера. И токму тоа е проблемот што вечерва и ќе го дискутираме. Благодарност до моите гостенки, министерката Мила Царовска, која вечерва е на така нареченото Жешко столче, и од другата страна, бидејќи претходно доаѓате од невладиниот сектор како министер, Маја Дилберова, Фросина Ивановска и Елена Димушевска, во однос на оваа тема за која што навистина е многу малку еден час да посветиме и дека верувам дека и јавноста и медиумите многу почесто треба да зборуваат на оваа тема. Меѓутоа, гледајќи историјата на оваа жена која е една од многите министерки, моето прво прашање е дека во историјата на оваа жена бе опфатени многу работи. Живеела во шелтер центарот, живее со социјална помош од 1400 денари, нема каде да живее, избегала од сопругот насилник. Зошто е вака суров системот, ќе кажам, на заштита на овие жени? Затоа што преку историјата видовме колку всушност работи функционираат или не функционираат. Таа не може да се врати дома, таа нема плата, таа живее во сиромаштија и животот е сосема во еден друг правец. Така, ова се тешки приказни и ова е само еден од примерите и во Македонија има многу. Јас и од сегашното работење како министерка и од граѓанскиот сектор лично ги познавам голем дел од жртвите кои што се соочуваат со суровоста на системот. И тој систем го менуваме. Прво го правиме похуман, а друго пореспонзивен. И тоа може да го видиме. Јас себе оваа година во 16 дена активизам се вклучи во дебати со граѓански организации кои што потврдуваат дека центрите социјална работа поактивно одговараат на потребите на овие жртви. Шелтрите се функционални, не беа долго години функционални, беа затворени и ние како граѓански организации во тоа време немавме ни пристап каде може да се смести жртва, затоа што едноставно се сметаше дека можеби треба жртвата да се врати во семејството. Јас сум застапник на тоа дека жртвата во прво време не треба да оди ни кај брат, ни кај мајка, туку треба да се одвои, да биде сама со своите деца во шелтер центар, за да има можност за психосоцијална поддршка стручна, не комшиска, како што обично порано се правеше, и да таа поддршка даде можност да таа одлучи што понатаму со сопствениот живот. Дали ќе остане 6 месеци во шелтер, понудува системот да ја понуди поддршка, од друга страна да видиме ако е невработена каде ќе се вработи. Но исто треба да внимаваме дека и голем дел од жените и финансиски се обезбедени. Но стравото тоа да се напушти одредена заедница ги држи во насилството. Така да не секогаш комбинацијата на насилство и сиромаштија доаѓа. Но во овој случај има комбинација од сиромаштија и насилство. И токму затоа новиот систем на социјална заштита ќе значи дека гарантираниот приход ќе се исплаќа на оние кои што немаат од што да живеат. И тој ќе биде 3 пати повисок од моменталниот. Жена нема да живее со 1400 денари, не, апсолутно нема да живее со повеќе. Па сега таа ако е сама и ако е работоспособна, со неј таа ќе добие некаде 4500 денари, кои што ќе бидат надоградени со активација нејзина, преквалификација, доквалификација, за да ја видиме на пазар на труд, затоа што од сиромаштија не се излегува со социјална помош или со гарантиран приход, од сиромаштија се излегува со вработување. Од друга страна нема каде да живее и 1400 денари што ги заработува
и додатокот што можеби го прима заработувајќи на друго место ги дава за кирија. Така е, но центрите за социјална работа во тие 6 месеци во кои што жената е во шелтер, заедно со другите институции, вклучително и локалната самоуправа, треба да изнадат начин како таа ќе биде независна економски. Дали ќе биде вработување, дали ќе биде гарантиран приход и обезбедено домување и храна, се опциите кои што системот треба да ги понуди. Но во моментов немате унапредување на социјалната заштита преку управување со случај, нешто што го нудиме во новиот закон, затоа што кога управува со случај еден стручен работник, да кажеме социјален работник, тој ја врзува целата мрежа на поддршка на една жртва или на лице во социјален ризик и ги понудува сите фактори. Дали ќе биде здравствена заштита, образование дополнително, преквалификација, доквалификација, вработување и семејната поддршка, како и вклучување ако има деца во образование, во градинка, сето тоа некој треба да го води. Системот толку е застанат во некое старо време, што управување со случај во Македонија не се спомнуваше до пред една година. Токму сега го вклучуваме тоа кој што полека ќе им даде сигурност на жените и жртвите дека еден човек се грижи за мене, дека јас треба да бидам поддукната и вратена назад. Тоа е нешто што навистина недостасува. Дилберова, кризниот центар Надеж работи со овие жени и ви веројатно многу вакви слични судбини знаете. Од една страна министерката, и можете слободно да поставувате прашање заедно со мене, кажува дека системот ќе се смени, дека социјалниот работник треба да обезбеди и сето тоа, меѓутоа очигледно многу долго се чека на тоа, особено овие жени пак како да немаат време тоа да го дочекаат, затоа што времето за нив значи тортура, насилство и враќање во една таква иста психичка состојба. Така. Да, точно, ние сме сведоци на многу приказни. Примавме повици на националната СОС линија преку 500 годишно. Сме згрижувале жртви до минатата година во помал број, годинава до сега 76. Приказните на секоја се различни во секој случај, меѓутоа во најголем број таа недоверба во системот владее кај жртвите и најчесто се одлучуваат да се вратат во средината од која што се обиделе да излезат. Во секој случај им треба охрабрување. Кризниот центар е центар во кој што ги згрижуваме жртвите 24 до 48 часа во кризни ситуации, значи токму во моментите кога немаат каде, кога да институциите не се, да, токму така. Така што во тој краток период стручните лица кои што работат кај нас, психолози, социјални работници, разговараат онолку колку што можат во таа стресна ситуација во која што жртвата првично се наоѓа, затоа што штом ќе излезат од насилната средина се истравматизирани, се во стрес, не се дури ни во состојба да донесат некаква одлука што понатаму би правеле со себе, со своите деца, со својот живот. Многу од нив, значи не можам во бројка да ви кажам, меѓутоа сигурно повеќе од 80% решаваат да се вратат назад. Само да ве прашам, дали доаѓа вечерта кога ќе дојде жена со таков случај, по процедура треба да дојде социјален работник, представник на МВР, полицаец кој ќе направи записник, дали тоа функционира? Да, значи кај нас кога некоја жена ќе пријави, ако пријави кај нас, ја упатуваме да пријави во Центарот за социјална работа и во полиција, така што од Центарот за социјална работа или од полиција ги носат кај нас. Значи, постапката е токму таква. Хира денеска имаше презентација на состојбите во оваа област. Она што тука е наведено е во однос на тоа дека треба да има поголема координација во сите сектори. Тоа значи, освен со подзаконски акти и правилници, она што се случува на терен, тоа е постоење на поголема проценка за ризикот на жртвите, тоа значи детекција и превенција, меѓутоа и делувањето на полицијата и она како тие ќе одговорат на тие повици, а потоа и отварање на советувалишти. Со оглед на тоа што системски сте ги детектирале проблемите, праксата велите да доаѓаат, меѓутоа што понатаму? Таа жена, рековте и сами дека има недоверба во системот. Зошто има таа недоверба и како всушност ова не функционира? Па прво и основно, мислам, било која жена која што ќе се охрабри да пријави, го прави тоа после долго време, значи размислување и собирање на храброст и во позадина стои голем страв, меѓутоа и голем срам дека тоа и се случува на неа. И она што е најбитно е дека првиот професионалец кој што ќе ја прими таа жена треба да даде на вистина соодветен одговор
и да и влее доверба дека постои надеж и дека има излез од насилството. И затоа е многу битно и понекогаш е, како да кажам, игра на случајност, во која институција или во невладина организација прва ќе се обрати и кој професионалец ќе се сретне со неизе, затоа што првиот човек обично со кој што ќе воспостави контакт е човекот со кој што ќе има најголема доверба и е полесно тој ист човек доколку наместо ја препратува и дава само информации каде треба да оди, заедно со неизе или во неизино име доколку таа се согласува ги превземе тие работи. Дали тоа треба да биде социјален работник или да биде лице од невладината организација или заедно со социјален работник? Бидејќи лицето од невладина организација, не верувам дека така лесно може да ги направи работите кои што пак државата, односно системот треба да ги направи. Значи нема да ги направи работите кои што системот треба да ги направи, но доволно е што пружа поддршка и тоа се покажало како доста нели ефективно. Како вие ќе ги натерате вие другите да се покренат, затоа велам кој е тоа лице за тоа што ние ги знаеме кои се можностите кои што законот ги нуди и што она што социјалниот работник и полицајецот во конкретниот случај може да направи и ќе укажеме на тоа дека тоа и тоа е неопходно и заедно во соработка, не дека ние одиме во центарот за социјална работа или во полиција и им кажуваме на нели колегите со кои што практично соработуваме што треба да направат, меѓутоа едноставно заедно во соработка се обидуваме да го исцрпиме тоа. Меѓутоа, нели, не секогаш и во секој случај е возможно, дури и кога ќе се иницира самиот случај, понатаму таа заштита вистински да даде ефект. Она што сакав да го кажам е дека постои разлика кога некого треба да го згрижиме заради тоа што постои висок ризик од некаква повреда и кога некого треба да го згрижиме заради тоа што нема поддршка или нема каде да оди. Значи, основно е системот да разликува колкав е ризикот, кои се потребите и врз основа на тоа да понуди различни мерки, различни услуги. Ние ги немаме и сите тие што ги имаме најчесто во повеќето од случаите се гледа да се истераат само и да се искористат без оглед на тоа дали одговараат во конкретниот случај или не. И ако не одговараат или ако на жената не е тоа потребно, таа едноставно се демотивира и на пример доколку е потребно нешто друго е упатена на психосоцијално советување во нашиот центар, таа вика во ред е супер вие што сакате да ме советувате, меѓутоа мене сега нешто друго ми гори и друго ми треба. Затоа треба да се направи многу добра проценка. И она што нели размислувам во однос на тоа управување со случаи, мислам дека оваа проблематика бара професионалците на вистина опсежно да ја познаваат и да имаат многу добри вештини за да работат со лице кое што поминало низ вакви трауматски доживувања. Министер, ке постојат ли и како одговараат социјалните работници на ваквите случаи, бидејќи факт е дека за да се истурка случајот до крај, треба да се врати довербата во институциите. Од друга страна, колку тие навистина ќе се заложат за жртвата. Тоа зборува за нешто дека и лично треба да се вложи, да сака да се вложи, да се мотивира тој социјален работник. И искрена да бидам, најголемиот број од нашите извештаи се критички настроени токму за социјалните работници. Не сите, меѓутоа за поголем. Она што е важно од вака дискусијата која што почна да се развива е дека граѓанските организации и државата не се на различни страни во справувањето со насилството. Секаде во свет државата детектира и упатува на специјализирани сервиси кои што никаде во свет не ги управува државата. Тоа е кај нас останато дека што повеќе државата се чува кај себе, тоа подобро. Не. И новиот систем на социјална заштита токму тоа го нуди, затоа и кризен центар Надеж е финансиран од државата. Порано беа финансирани по 2-3 месеци, сега на годишно ниво си ги финансираме со соодветна сума за да може системот кога ќе добие аларм за жртва, ние ја сместуваме во наш шелтер. Нема потреба, си имате специјализирана организација со луѓе што се специјализирани, посветени на темата, упатувате тие 24 до 48 сата го детектираат проблемот и следно или упатуваат во шелтер или во прв семеен центар. Ова што вели Фросина пак е можно. Тоа што вели таа да знаат која жена каде да се упети, како да колку вашите токму тоа го зборувам. Прв семеен центар е специјализиран за советување и нема потреба да Центарот за социјална работа советува длабински сторител, жртва или пак дете, кое што исто така од семејство жртва. Туку тие се специјализирани, исто финансирани од локалната самоуправа. Значи кругот се затвара само ако сите фактори финансираат и го дадат максимумот од себе. Центрите за социјална работа досега беа гледани како некој кој што исплаќа материјално право или кој што треба да го додели детето на мајката или таткото при бракоразводна постапка. Толку дали тие знаат да утврдат каков е ризикот на жртвата, па кој ги научил тоа да го прават? Порано
пред некои десетина години кога семејно насилство и беше актуелна тема и стварно во закон се регулираше, тогаш имаше и проценка на ризик и протокол што значи висок ризик, што низок. Јас го наследив Министерството, каде што тој што работел до вчера на шалтер материјални права, денеска работи со жртви. Задутре работи преку разводна постапка. При тоа не добил никаква обука за ништо таму. Што значи дека не знае што следи, најчесто и законот не го познаваат. Јас сум се обраќала лично, колешке, и објасни ми како постапи во случајот, не го знаат законот. Што значи дека еден разрушен, раздробен систем на социјална заштита е лошо да прашаме дали социјалниот работник знае да идентификува високо ниво на ризик. Не знае. Ниту па некој го научил, ниту некој се грижал. И затоа граѓанските организации се обединија и создава услуги. Јас што се трудам сега? Да ги апсорбирам овие услуги и да ги поврзам со системот. Системот ги финансира, купува услуга. Така, системот купува услуга, а тие согласно стандарди и критериуми ги обезбедуваат највисоко што можат и тие исто имаат социјални работници. Да, меѓутоа би биле демотивирани ако другата страна не одговори на адекватен начин, како тие што тоа го прават. Тие мора да се во постојана комуникација. Едни со други се градат. Немаше на почетокот доверба, беше забрането да комуницира прв семеен центар во тоа време. Јас исто бев во граѓански сектор со центар за социјална работа. Зошто? Ке се украделе клиентите. Така беше одговорот. Клиентите се жртви во најголем. Така. Тоа беше одговорот во тоа време, па направивме упатници за да знаеме точно за кој случај се обраќава центарот и ние да му дадеме повратна информација. Сега тоа функционира најдобро што може подобро секогаш. Но во моментов ако обезбедиме стабилно и безбедно финансирање на специјализираните услуги кои што се нудат од граѓански бизнис сектор, секој може како социјален партнер во државата да нуди услуга специјализирани согласно критериуми што ги создала државата, а државата треба да се грижи да препознае и да упати на соодветното место. Ние тоа се трудиме во моментот да го направиме. Дали имате, вие сте национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, колку пак меѓу себе сте координирани како невладини организации? Значи, бидејќи малце може да изгледа ако сум жена жртва на насилство, прво каде да се обратам? Потоа кој зашто е од невладините организации? Кој каква услуга нуди? Верувам дека тие жени навистина им е тешко сами да се одлучат да знаат каде. Колку пак вие сте меѓу себе координирани и разменувате услуги или работа со тие жртви? Па сега не би се споредувало колку сме покоординирали, повеќе или помалку координирани во однос на, да речеме, државните институции, но ние како мрежа мислам дека особено мрежата е составена од 20 граѓански организации, дел од нив се даватели на услуги, како што се бесплатна правна помош, советувалишниот центар на Хера, шелтер центар и кризен центар. Она што се случува кога жртва ќе пријави насилство во некоја од организациите кои што не се даватели на услуги, ние секако прво разговараме со нејзи и она што правиме да го идентификуваме што е тоа што на неја има, што е тоа што на неја треба. Дополнително што ние не ја препраќаме да отиде во Хелсиншки долу кој треба бесплатна правна помош, туку директно се јавуваме кај нив, закажуваме термин, се консултираме додека таа е тука или додека е на телефон и се прејавуваме, значи пробуваме да го избегнеме оној момент на одење на неколку места за да добие различен сервис. Така да секако во рамки на мрежата најголемиот дел од најголемиот дел од организациите кои што се даватели на услуги се лоцирани во Скопје и тоа повторно е проблем, затоа што и најголем дел од постоечките сервиси кои што колку толку се специјализирани за жртви на насилство, за жени жртви на насилство, се лоцирани во Скопје. И ние имаме проблем ние и во Скопје во однос на капацитетите и ресурсите кои што ги имаат овие постоечки сервиси, но дополнително надвор од Скопје имаме уште поголем проблем. Затоа што надвор од Скопје ние сме скоро на нула со сервиси. Ние уште 2016 и министерката е запознаена со мапата која што е Зошто не се децентрализирало тоа? Например, ако сте детектирале дека покриеноста во Македонија е мала, а буџетот е финансиран од Министерството, зошто самото Министерство или вие како мрежа Министерството почна да ги финансира, Министерството тоа или со општините да се најде начин? Министерството почна да ги финансира постоечките сервиси откако е Мила актуелна министерка. Претходно се добиваше многу мала поддршка во однос на директните сервиси. Оно што сега ние го работиме како мрежа е токму ова што вие го спомнавте, односно ја потикнуваме локалната самоуправа, ја потикнуваме
Во суштина потсетуваме локалната самоуправа дека таа има обврски според постоечкиот закон за заштита, превенција и спречување на семено насилство кој што стапи на сила 2015 и има уврска не само да се вклучи активно во превенција, туку и да се вклучи активно во заштита и обезбедување на одржливост на постоечки сервиси за жени жртви на различни во случај на семено насилство. Така да она што ние го работиме сега со општините, со дел од општините, односно со дел од регионите, работиме во Скопски, Вардарски, Полошки регион, е да градоначалниците во рамки на своите буџети предвидат одредени средства како би можеле заеднички да финансираат еден или два сервиси. Затоа што ние имаме многу мали општини, дел од нив рурални, сами по себе тие дали воопшто имаат потреба да го имаат и шелтер, и советувалишен центар, и кризен центар, но на ниво на регион, статистички регион, да речем, плански регион, е добро да има барем минимум еден пакет на сервиси кој што би ги опфатил сите овие веќе споменати. Тоа е она што ние сега почнуваме веќе да го работиме. Јас се надевам дека отварањето на советувалишните центри може би е во некоја по-финална фаза. И постои веројатност да веќе од следната година стартуваат, се воспостават и се одржат шелтер центри, советувалишни центри во овие региони. Царовска, во однос и на советувалишните центри и на шелтер центрите, 4 или 5, што за мене веројатно за цела Македонија јасно дека се малку, во однос на населението и во однос на процентот на жртвите, затоа што повеќе 80% секогаш се жени, и во однос на овие советувалишни центри. Факт е дека тоа не постоело и сега ќе речете, еве, ние се трудиме и сето тоа, меѓутоа колку брзо може да се смени таа мапа? Мапата мислам дека веќе се менува брзо, зашто Скопски регион, да кажеме дека има пакет на сервиси. И тој е функционален во 12 месеци. Нешто што го немавме до пред една година. Тоа значи дека имаме советувалишен центар со висока стручност и високи стандарди, имаме 2 шелтер центри, еден државен, еден во граѓански сектор, имаме 24 часовна SOS линија и имаме кризен центар. И сега, ако целата таа мапа ја имаме уште во минимум 5 региони, ние сме добри. Она кое што сега јас се плашам е дека создавањето на капацитет во другите градови за да се обслужат високо ниво на квалитет сервиси е проблематичен заради човечкиот капитал кој што го имаме на локално ниво. Еве јас имаме државни шелтер центри кои што не се менаџирани од граѓански сектор во Битола, во Кочани и во Свети Николе. Ако околу овие градови се воспостават семени центри кои што работи со сторител жртва дете, се воспостави кризен центар, тогаш ние сме добри, ама да можам уште утре да создадам капацитет во граѓански сектор кој што ќе го менаџира истото. Токму тоа Елена што го кажува, таа се труди. Колку невладени организации има? Дали се тие распрснати низ Македонија? Може ли да се смени нивната насока на работење и слично? Ме разбирате? Да се децентрализира тој ваш систем на невладени организации? Не е само моментот на менаџирање на сервисот, затоа што граѓанските организации постојат и ние имаме организации членки во 10 града, но она што верувам дека министерката сакаше да го каже, недостасува човечкиот потенцијал, не на менаџирање, туку на обезбедување на специјализирана услуга, да речеме терапевти. Во советувалишен центар мора да работат терапевти кои што поминале одреден број на обуки, не само по психотерапија за да станат терапевти, туку се сензибилизирани да работат со жртви на семено насилство, затоа што Истанбулската конвенција тоа го препорачува. Тоа мора да бидат луѓе кои што не само што си ја знаат професијата сама по себе, туку ја знаат проблематиката на насилството и го разбираат, ги разбираат корените на насилството и нема во ниеден момент, на ниеден начин да ја осудат жртвата или да бараат вината во незиното постапување, а не во постапувањето на сторителот. Маја, вие сте очигледно во голем проблем ако вашиот кризен центар трае 72 часа. Што потоа? 48. Јас го зголемив сакајќи да биде поголем. Значи, бидејќи кај нас ги носат во кризни... Имајќи изваните во предвид дека ако е надвор од Скопје, уште потешко е. Бидејќи кај нас ги носат во кризни ситуации, значи во моментите кога нема каде и нема кој да ја помогне на жртвата, од кај нас ја преземаат Центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа веќе ја сместува или во државниот шелтер центар или во другиот шелтер центар што е од граѓански сектор и понатаму ја работат, значи
психотерапија, односно психосоцијално советување, зависно од нели што е веќе потребно на жртвата. Значи, кај нас во тие 2 дена, односно 24 или 48 часа колку што останува, стручните лица работат, разговараат, прават проценка на ризик, се обидуваат да направат и безбедносен план доколку можат, затоа што е тој многу краток период и како што веќе споменав претходно, жртвите кои ќе ги донесат кај нас се навистина многу во стресна состојба и травматизирани. Колку повраќања некогаш не сакаат жени се враќаат кај вас? Знаете, многу би било фрапантно ако често ви се враќаат во вашиот кризен центар. Мислите некои што биле па повторно се враќаат? Не се многу. Не се многу. Има случаеви што се враќаат, но не се многу. Она што Хера исто така го има овдека наметнато е, еве ќе се обидам да зборуваме поедноставно за да можат оние кои чувствуваат дека се и кои се жртви на семејно насилство да знаат како функционира системот. Дали е можно ако една жена пријави семејно насилство или дојде во кризен центар да полицијата делува така што би го иселила насилникот од куќата, а не жената. Знаете, ние секогаш зборуваме жената кај треба да отиде, дека немаме доволно центри во Македонија, ама никој не се занимава со прашањето зошто сопругот не се приведе, да речеме, во полициска станица, не се почне некоја постапка или тој да се отстрани од семејството, а не цело семејство и сите жената и децата да страдаат, а не насилникот. Тоа е, мислам, зборувате за привремената мерка за заштита, отстранување на сторителот од домот. Она што го покажа истражувањето на организацијата ЕСЕ е дека, например, во периодот од февруари 2015 до март 2017 само 10 вакви предлози има од страна на полицијата. Тоа значи дека се уште не се предлага доволно и дека не може преку оваа мерка да го постигнеме тој ефект, најверојатно затоа што се уште професионалците се збунети во незиното спроведување и извршување и едноставно не го гледаат како можност, или не се доволно информирани, или пак и тие како професионалци, особено полицијата, тоа го истакна на оваа дебата, дека едноставно во правилниците кои што ги регулираат нивните постапувања, тие се ограничени. И тие имаат низ прашања кои што им остануваат отворени и едноставно не се одлучуваат да одат кон таа мерка, да речеме, на отстранување на сторителот од домот. И најчестото прашање кое што се поставува кога ќе се спомне ова е каде тој ќе оди. И ако се отстрани од домот, како потоа ќе се гарантира дека за кратко време нема да се врати дома и нема да се случи некое пострашно насилство? Ова е навистина прашање и до министерката, има ли начин да се смени нешто во системот? Жената со децата да не мора да излезе од дома и да се каде да оди, дали воопшто ќе ги бара центрите, ќе бара невладени, туку обратен еден процес. Да. И работа со насилникот секако. Целосно се согласувам дека таа мерка е екстремно потребна. И таа законски е регулирана, но ако се сеќавате пред 3 години беше кога се носеше тој закон, бевме многу гласни, затоа што изнесувањето на сторителот од домот во општество во кое што ние живееме денеска, да не заборавиме дека живееме во шовинистичко општество во кое што до пред 2 години се зборуваше дека женските права не се права. Какви се тие женски права? И тоа од највисоките функционери и позиции. Тогаш во тоа време се донесе закон во кој што да, има право сторителот да се изнесе. Јас и тогаш прашувам и денес прашувам, ќе се изнесе? Никој нема да сработи ништо. Зошто? Затоа што нема експертиза. Ние имаме 8, ако не се лажам, Милена, обучени луѓе во Македонија за работа со сторители, кои што не знам каде се. Да, така е. 8 од прилика кои што сега ги детектираме дека се обучени по хрватскиот модел и кои што може да се вклучат во систем, но дел од нив и не сакаат да работат со сторители, се обучени, но едноставно си имаат друга професија. Се психотерапевти, психијатри, психолози и така натаму. И државата ќе ги изнесе сторителите и не гарантира, и ќе ги смести некаде, не гарантира дека лицето нема да се врати назад и дека нема да ја запали куќата. И тоа ни се случи во Шпанија пред не повеќе од 5 години, каде што тргна цела иницијатива, токму поведена од новинари во тоа време, дека едноставно мора системот да биде радикален кон сторителите. Во Македонија мека е легислативата. Кривичниот законник во Македонија, согласно конвенцијата, наредна година е предвидено да се измени, каде што независно од волјата и желбата на жртвата, во процесот, ако се повлече на средина, државата го гони сторителот. Тоа е вистинска законска регулатива, каде што на крајот тој што е сторител
независно дали е сторител на насилство во домот или надвор од домот, тој треба да биде казнет, затоа што општеството не признава и не поддржува насилство. Во Македонија, ако не е тешка физичка повреда, а тоа е многу, за тие што знаат што е тешка физичка, е стварно да е некој искршен и изобличен, дури тогаш државата одлучува дека по службена должност ќе води постапка. Ако не, ако жртва рече не сакам да сведочам и не сакам да бидам дел од постапката, случајот се затвара. За какво изнесување зборуваме? Затоа ќе го споменам податокот до каде одат сите овие работи. Од 2008 до 2016 година 70 жени се убиени во земјава, од кои 51 е жртва на фемицид, односно е убиена само затоа што е жена. 80% од нив се убиени од интимен партнер. Податоци се од истражувањето на невладени организации представени во Женева, што се однесува до кривичните пријави. Во првите 6 месеци лани биле поднесени 384 кривични пријави за сторителите и впрочем да го видиме фотографот на нашата колешка Тамара Ганочаровска, која ги кажува овие бројки кои за жал се сурова реалност. Бев малтретирана цели 12 години, и психички, и физички. Животот ми беше пекол, секојдневна тортура. Прво мислев дека се ќе помине, се надевав многу, дека ќе се смени, но не испадна така. Се смени, да, но на полошо. Стануваше се полош и полош. Вака звучи едно од сведоштвата на жртвите на семејно насилство во Македонија, чиј број на пријавени случаи во центрите за социјална работа оваа година 1300. Во 2017-та пак МВР регистрирало 903 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои 6 завршиле со убиство, 538 со телесни повреди, од кои 16 биле тешки. Сепак не сите пријавени случаи на семејно насилство завршуваат со судски пријави. Годинава до судовите се поднесени 581 предлог за изрекување на мерка заштита од семејно насилство. Од март до јуни оваа година во проектот на Сдруженијето за солидарност, еманципација и еднаквост на жените мониторирани се 64 судски предмети за семејно насилство, при што се изречени 17 судски пресуди, од кои 11 со изрекување на условна казна, а само 3 случаи добиле предвидена затворска казна. Во првите 6 месеци лани пак биле поднесени 384 кривични пријави за сторителите на семејно насилство. Во 58% од случаите на жртвите им била нанесена телесна повреда, а статистиката покажува дека најчест напаѓач е партнерот, а дека во над 90% напаѓачите се мажи, додека 75% од жртвите се жени. Најчест облик на семејно насилство е физичкиот напад, но не е за занемарување психолошкото малтретирање, кое се уште во земјава многу тешко се препознава како форма на насилство. Според истражување на ОПСЕ, дури 44% од жените во Македонија биле жртви на психолошко насилство од партнерот, а 3 од 10 жени биле жртви на сексуално вознемирување. Една десетина од жените тоа го доживеале во последните 12 месеци. Истражувањето на ОПСЕ покажало и дека 14% од жените во земјава по својата 15-та година биле жртви на физичко или сексуално насилство од својот партнер или од друго лице. Иако статистиката покажува висока бројка на семејно насилство во земјава, голем дел од жртвите молчат, затоа најчесто поради страф од осуда од заедницата или повторување на делото. Во моментов во 4 засолништа на жртви од семејно насилство во Македонија се згрижени 30 лица. Ова се бројките кои покажуваат колкав бе бројот на кривичните пријави. Колкав е всушност, дали имате бројка за пријави кон сторителот или отворени случаи? Значи, во нашиот центар конкретно сторители кои што се упатени по изречена привремена мерка за задолжително советување во нашиот центар за оваа година се само вкупно 15. Тоа е навистина мала бројка, со тоа што, бидејќи сме единствен центар на цела територија на Република Македонија, имаме неколку сторители кои што се упатени од други градови и патуваат за да го завршат психосоцијалниот третман во нашиот центар. Меѓутоа, ние имаме сторители оваа година, што е навистина за пофалба, кои што самостојно се вклучуваат во третманот. Значи, нивните партнерки доаѓаат во нашиот центар, почнуваат да доаѓаат на советување без да дојде до некоја потешка форма на насилство. Тие ќе се заинтересираат за да видат што се случува и каде тие доаѓаат, ќе дојдат кај нас и го завршуваат целокупниот третман без да бидат задолжени дури и со суд. Навистина е малку бројот, 5-6 луѓе се тоа, но тоа кажува дека е ефективно, дека е продуктивно и дека не е ништо страшно и треба навистина повеќе да се искористи. Елена, она што е проблем, вие го спомнавте судот, додека трае процедурата во судот, знаеме дека знаат да бидат долги.
покажуваат исто така и праксата дека мал е бројот на забрана за пристап на насилникот до жртвата, тоа е исто така многу една тешка фаза да се помине. Меѓу 7 до 10 предмети од пријавените случаи се третираат на суд. Околу 30% од судските процеси не добиваат разрешница, не завршуваат со прогон на насилникот. Значи, ова се исто така едни поразителни бројки, што во меѓувреме со жртвата. Што во меѓувреме со жртвата? Можеби сите тие бројки се одраз на уште едно нешто, односно на уште повторно недостапност на жртвата до првенствени информации, што се та може да направи, како може, кои се незините прави, кои се судски постапки може да ги покрене. Дел од жртвите успеваат да стигнат до информации, до претходна правна помош, правно советување, но дел од жртвите воопшто не можат. Оние кои што ќе стигнат пак до правна помош и ќе ги добијат потребните совети за тоа како може да продолжат понатака да го гонат сторителот доколку се спремни, најчесто немаат можност да си обезбедат, финансиски не се подготвени, не се финансиски спремни да платат адвокати да почнат целата таа постапка, затоа што никој на почеток не ни може и да им гарантира колку тоа вкупно ќе ги чини, колку долго ќе трае. И финансиските средства и економската нестабилност се една од причините зошто воопшто не се ни покренуваат дел од постапките. И секако знаеме дека постои законот за бесплатна правна помош, жените жртви на насилство се вклучени како една категорија. Не може тоа по автоматизам, ако е детектирано и се утврди со записник дека тој физички малтретирал или континуирано жена, тогаш по автоматизам државата го превзема тоа да поднесе пријави и тоа да не се гони по приватна тужба. По службена должност, како што веќе спомна и министерката, се гонат само тешки телесни повреди. Се што не е тешка телесна повреда се гони по приватна тужба, за да се покрене приватна постапка. Треба да е претепа за да е претепа и тогаш државата видливи тешки последици физички. Ова е лоша порака, знаете, жените сега треба всушност да сватат. Она што ние треба да бидат претепани за да државата почне да покренува постапка против насилници. Да. Затоа што ние зборуваме за психичко насилство, ние зборуваме за економско насилство. Но кога жените ќе дојдат да пријават, ако воопшто го пријавуваат во центарот, во најмал процент е пријавено економското, не можам се сетам кои се бројките од последната статистика. Ние користиме на Министерство за труд и социјална политика статистика во однос на семејно насилство. За економско се секогаш навистина незначаен број, а се случува скоро во секое семејство. Јас во периодот, особено кога работев како терапевт во советувалишниот центар, преку разговорите со клиентите, гледате дека немате ниедна од нив кај ниедно нив не изостанува оваа форма на економско насилство. И дополнително, што кај голем дел од нив е присутно и сексуалното, односно силување во брак, кое што воопшто не се пријавува и не се препознава, и што е најзагрижувачки е што дури да го пријават, не име многу поверојатно е да не им биде признаено како нема докази за тоа ќе им кажат. Не само дека нема докази, него тоа се брачни односи кои што како силување затоа што се во брак. Е навистина многу тешко да докажете дека во брак од брачниот партнер сте биле силувани. И сега она што ние пробувавме исто така да го направиме, кое што е многу важно за жртвите, не само постоењето на шелтери, постоењето на финансиска поддршка која што ќе може. За да поднесат кривична пријава на суд, тие треба да извадат медицинска документација за своите повреди, која што најчесто кошта одредена сума која што во моментот ако не може да си ја дозволат, повредите поминат и се тоа поминува. И понатака не може тоа да се покрене. Ова ми е прашање за министерката, иако и вие можете да ја прашувате меѓу тебе. Колку всушност може директно да се вклучи Министерството за труд и социјална политика? Рековте дека потребни се измени на кривичниот законот. Меѓутоа, колку социјалниот работник ќе се внесе во сето ова и ќе се потруди пријавата, ако не може државата, макар приватната, да отиде што побргу да се процесира од страна на полицијата, па да се заинтересира дека таа ќе стигне во судот, па да се заинтересира во меѓувреме жената до каде стигнала, во кој шелтер, во која организација и слично. Значи лично да се заложи ако тој социјален работник работи на случајот. Тоа е управувањето со случај. Тоа е оно што сакаме да го наметнеме во социјалната служба, што во Македонија го нема. А тоа е дека едно лице му се доделува предмет, тој предмет додека не се заврши, не престанува да се работи. Сега се отвара предмет и ако жртвата не ви се појави пак
во канцеларијата карши вашето биро, вие немате потреба воопшто ништо да работите. Да, во меѓувреме жената, што велите вие, и ќе и поминат повредите, Ништото и не. повторно ќе биде повредена, меѓутоа социјалниот работник ја чека. Систем за кој што се обучуваат веќе 4 месеци. Сите социјални работници во центрите за социјална работа, не само социјалните, сите стручни работници, велиме, 50% од вкупниот број вработени кои што може да бидат управувачи со случај, се обучуваат за пристапот. Не е важно дали е насилство, дали е трговија, дали е сиромаштија, дали е алкохолизам и така натаму. Важно е дека кога предметот се зема кај себе, тој се води до крај, се следат сите постапки и идејата на социјалниот работник за постоењето на таа професија е да го вмрежи во системот. Токму тоа, да види во судот дали имаме, немаме, дали МВР постапила, не постапила, кога ќе постапи, дали здравствено е згрижено лицето и дали имаме правдата на наша страна. Ако не, се слушаме со обвинителство. Сето тоа треба да биде во процес. Но сега тоа само на филмови тоа сме го виделе, никако во Македонија, кога ќе профункционира? Ние го ставивме во закон тоа. Да, и го гарантираме кога, први 2019 ако законите во собранието бидат усвоени. Ние колку ќе биде времето на работа на еден случај, знаете како што беше зависно од случај. Нормално, меѓутоа веројатно ќе имате ревизија, контрола целосно и процес. стои ментор, значи досега во центри за социјална работа не постоеше менторство. Сега имате работна позиција ментор управувач на случај. Имате инспекцијска служба која што беше заборавена, имаме ние тројца инспектори активни кои што во социјална заштита може да ги искористите. Сега за прв пат поставивме раководител на сектор кој што ги помина сите квалификации за да биде инспектор. Барам од меѓународните организации инспекцијската служба да ми ја обучат за следење не само папирологија, туку стручен надзор што се случувало во предметот, дали е постапено согласно законот за социјална заштита и сето тоа го градиме. Инаку тоа не може да биде и да функционира за еден ден, за 5 дена или за една година. Овој систем ќе го поставиме во закон 2019 година, а ќе го видиме како функционален систем на социјална заштита за 10 години, јас така кажав. И тоа е вистината за Македонија. Јас го верувам затоа што човечкиот капитал е многу слаб, заради тоа што менталитетот, посебно за насилство, се уште многу ригиден и традиционален. Имаме и социјални работници, и полицајци, и здравствени работници, и наставници, и педагошко-психолошка служба во училиштата, кои што не препознава насилство. Едноставно сака да бидат слепи. Зошто? Затоа што многу голем дел од нив се соочуваат дневно со насилството и се плаша да го пријават. Ние немаме социјални работници што се жртви. Немаме здравствени работници кои што се жртви. Немаме наставнички што се жртви. Имаме и тоа како? И тие самите се плашат да пријават, а не да поддржат некој во системот. Зошто? Затоа што премногу долго молчевме и затоа што законската регулатива беше премека и затоа што сторителите не се казнуваа навремено, туку добивме фемициди, кои што законски нигде не се регулирани, не постои фемицид во законот. Токму затоа отвараме дискусија јавно сите некако институции повели. Да, сакав да ја прашам министарка тога што правиме во 10-та година кој што не чека да овој систем функционира, пошто све навистина фино звучи со овој нели кейс менеджмент, управување на случаи во меѓувреме што правиме? Па сите ние заедно го градиме системот, Елена. Тоа токму го зборувам. 10 години е периодот во кој што ние ќе кажеме дека да, системот за социјална заштита во целост функционира. Ако сакаме да се лажеме, како што не лажеа во изминатите 10 години, може да кажеме дека ние сме најдобри и дека се совршено правиме. И тоа е најголемата лага што овие граѓани ќе ја слушнат. Затоа што за да поставите систем, еве ти за да поставиш комуникација со општините и да поставиш 3 или 4 советувалишни центри, како што јас сум го поставила прв семен центар, ти треба една година. Мене ми треба една година затоа што сум министер, имам машинерија позади мене, да поставам цел систем за социјална заштита на хартија. И тоа е поставен во закон, и тоа е на ЕНЕР, и сите го читавте и видовте дека за прв пат Македонија има методологија на цена, на чинење на услуга која што ќе ја плати. За прв пат постои лиценцирање и утврдување на критериуми за граѓански сектор. Меѓутоа, може ли да охрабрите малце? Прво што може да се направи? Ајде да се влие, да се смени кривичниот законник, сторителот да биде наредната година се носи закон за родово потруди државата да ги превземе предметите до обвинителството, да ги процесира. Не може државата да ги превземе предметите на обвинителство, само да не ги мешаме работите. Да ги процесуира, да не мора приватно жртвите да мора да поднесува. Кога се направи соодветната промена во законот, тогаш ќе може да се процесира. Тоа верувам дека може за една година да се направи. Тоа што е во оперативниот план за имплементација на Истанбулската конвенција во Македонија, што чекавме со години да ја ратификуваме, ја ратификувавме лани и стои дека во 2019 година ќе се донесе нов закон за родово базирано насилство, веќе е обезбедена поддршка за истиот и работна група, и второ дека ќе се измени кривичниот законник, и од премиерот имаме поддршка затоа што тоа ќе биде силна дебата, очекуваме од медиумите. Година дена тоа може дека законски
ќе се направат работите и дека центрите за социјална работа, како што и денес работат поодговорно и попосветено од пред минатата година, така ќе продолжат да работат и во наредната. И секоја година ќе бидеме се подобри и подобри, се поодговорни и поодговорни. Но за да кажеме дека протоколот кој што Македонија го има за постапување во случај на насилство ќе се доследно имплементира од прва буква до последна буква, јас ве уверувам дека тоа нема да биде пред 10 години, затоа што треба да го смениме менталитетот, знаењето и одговорноста во институциите. И затоа тоа ни треба чекор по чекор, за да не случајно се смени министер, па да се вратиме 6 чекори назад, како што бевме сведоци. Пауза за реклами и очекувам прашања и од вас конкретни до министерката, затоа што и многу подобро од мене ги знаете проблемите во оваа област. Останете со топ тема на ваша страна. Очигледно е дека премалку е времето за оваа тема. На крајот имаме време само за уште едно прашање од невладините организации. Ќе почнем со невладината Надеж. Повелете со вашето прашање до министерката. Пред малку во разговорот споменавме, сакав да прашам со имплементацијата на Истанбулската конвенција. Вие спомнавте дека од 2019 ќе се менуваат и законите. Граѓанските организации кои што нудат специјализирани сервиси, кои ќе бидат тие што ќе продолжат, ајде да речеме да. Сега пред малку зборувавме нели со лиценци. Советот на Европа има стандарди за одредени специјализирани услуги. Тие државата ги усвојува како подзаконски акти согласно Законот за социјална заштита и Законот за семејно насилство, и само оние кои што ќе ги исполнат тие критериуми, кои што ќе добијат лиценца за соодветен кадар, процедура и постапки кои што се во тој сервис, само тие ќе може да ги нудат. Ќе си има тело за лиценцирање, за акредитација, си даваме лиценца, финансираме, но при тоа социјална инспекција и сите служби за надзор кои што се центрите упатени, ќе бидат и кон овие со специјализирани услуги за да го гарантираме истиот квалитет. Повелета Фросина? Мене ме интересира додека да почне да функционира нели Законот за социјална заштита, кој што кажавте дека ќе требаат 10 години, меѓутоа еве да речеме дали нешто друго освен моделот на управување со случај ќе биде преземено во однос на работата на случаите со семејно насилство, во смисла на ако ништо друго да ги предлагаат што повеќе од мерките привремени кои што им стојат на располагање и особено како да се справуваат кога дел од постапката на жената затајува негде во системот или кога имаме исклучително високо ризични случаеви на жени кои што и по пријавување едноставно не се заштитени, не се безбедни. Онако што една година го правиме заедно со вас е имплементација на протоколот за постапување. Македонија го има истиот. Значи нас не ни треба да чекаме нешто и тоа го правиме. Центарот е одговорен заедно со Министерството за внатрешни полициската станица, здравствените установи, образовните да го детектираат, да го пријават и да го упатат на соодветно ниво. Тоа е она што го правиме секој ден, заекнувајќи социјални работници, комуницирајќи редовно со вас, поддржувајќи ги жртвите во процесот. И ние имаме случаи во кои што успешно се справуваме во изминатата година, каде што упатуваме и немаме рецидив или правиме одвојување кое што е соодветно и за децата и за жртвата. И токму тоа е она што заеднички ќе успееме да го направиме ако сакаме да го подобриме системот. Јас велам за целосна имплементација на Закон за социјална заштита со развиени услуги, со развиени процедури, со целосно беспрекорно функционирање се потребни 10 години. Но ние за една година покажавме дека центрите може да бидат видливи, дека центрите може да бидат отворени и дека социјалниот работник може да биде обучен да комуницира со жртвата на соодветно ниво. Сега, дали на 100% од социјалните работници успеавме да им го кажеме ова? Не, но затоа како се менува системот, така вработуваме квалитетни кадри. Знаете дека вработивме стручни кадри во центрите, кои што не се бираа по партиски клjuč, туку се одбра најдобрите, голем дел од граѓански сектор влезе во социјалната заштита со цел квалитетот и хуманиот однос да успееме да го вратиме, затоа што довербата е нарушена во центрите, но тоа го враќаме. Но не се само центрите, да не заборавиме. Многу е важно полицијата да постапува на исто ниво и другите соодветни институции, вклучително јавното обвинителство и судовите. Елена, повелете со вашето прашање за Јас ќе се вратам пак на Истанбулската конвенција. Ја ратификувавте, го усвоивте националниот акциски план за имплементација, направивте дел од институциите, направите им оперативни планови, не ни се баш сите достапни се уште. Се надевам ќе бидат до крајот на годината оперативните планови за 2019, но никако да видиме колку пари секој министерство предвида за имплементација на сите тие активности кои што треба да ги спроведува во рамки, за да можеме нели да ги следиме дали тие средства кои што се предвидени на почетокот на годината се наменски потрошени тековно или се, како што често знаеш и претходно да се случува, или пренаменати за нешто што е поважно, а во нашата држава никако секогаш има поважни работи од насилството. Она што е многу важно е да се каже дека финансиските средства во Република Македонија кога станува збор за семејно насилство, услуги, финансирање на услуги, не се проблематични.
Проблематично е создавањето на тие услуги кои што не постојат во моментов. Истото прашање беше поставено од пратеничките. Јас им доставив аргументација дека во Законот за социјална заштита има доволно финансиски средства за финансирање на социјални услуги. И тоа е така, затоа што вие, ако имате програмски буџет, а Македонија нема програмски буџет, ние сме сведоци за истото. Македонија има линиски буџет, во кој што вие имате широки ставки, во кој што може да играте како министер ако имате волја. Јас покажав дека има волја и дека финансиски средства има за финансирање на услуги, но тие треба да се создаваат. И вие велите како се трошат парите. Само ако создадеме услуги и побараме средства, а не се финансираат, ќе кажеме дека нема средства. Инаку ставките не може да ги видите како се издвоени, затоа што Министерството за здравство во моментов финансира 3 позиции за сексуално насилство, така е, во Скопје, во Куманово и во Тетово. Имаме ние сервис за сексуално насилство, за прв пат минатата година се отвори, шелтер за жртви на силување и сексуално насилство. И тие вие ќе ги видите во вкупниот број на сумата која што е издвоена за социјална заштита. За граѓански организации се дополнителни финансиски средства како линија кои што ги гледате. Но големата сума на финансиски средства за услуги е во социјална заштита и тие не може да ги видите посебно, но ние можеме секако ако ни побарате преку пристап да ви дадеме колку минатата година Министерство за труд потрошило на специјализирани услуги за тоа и тоа. И тоа не ќе биде да се доставно, затоа што не беше Да. минатата година. Аз пробав да го направам истото, да видам за постоечките 4 државни шелтери колку пари се издвоени за предходните 2015-2016 година и не можеше од никаде да се најде. 2016 не може затоа што биле нефункционални и биле затворени. Ние ги воспоставивме на почетокот на 2018 година по директна наредба од Министерството кон центрите за социјална работа, затоа што тие се во нивна надлежност. Прво, затворивме дел од нив затоа што беа надвор од стандарди, како Кочани. Има позиција која што не е по стандарди. 100 пати објаснив дека не штедиме, туку ми треба согласно стандарди шелтер, го отворија за 1 месец од како се добија такви директни насоки, другите профункционира со стручен кадар. Ние вработување направивме за да може да се постават шелтерите да функционираат. Јас се надевам дека ова ќе допринесе, меѓутоа пак ќе кажам дека не е, повторно ќе кажам не е доволно, веројатно се потребни многу јавни дебати, особено во внатрешноста на Македонија, затоа што овие податоци што ги читаме се поразителни, дека 1/3 од жените кои не го пријавиле семејното насилство, на пример, сметрале дека полицијата нема ништо да направи со нивната пријава и тоа најчесто се случува. Повторно ќе речам недовербата во институциите. Ви благодарам што бевте гости на топ тема на ваша страна. Се надевам ќе остварите и вие како министерка, а и вие како невладин сектор поголема соработка и директен контакт пак ќе кажам со жртвите и со детектирањето на жртвите. Ви благодарам што бевте со нас, останете со програмите на Телма.